во денешниот Лезет муабет ќе си поразговараме со фронтменот на прилепската група Crossroad Blues Band Александар Дворчанец или кај нас познат како Сале. Сале, добре дојде во новото издание на Инфорегион. Пред малку го слушнавме спотот Градско дете, практично тоа е вашиот најнов трет албум. Да, тоа е нашиот нов трет албум. Овој пат на македонски јазик. Супер албум, за мене одлично. Колку песни има на албумот и колку време го подготвувавте? Па албумот не го подготвувавме баш долго време, бидејќи песните беа спремни, само треба да се седа нормално, аранжмански се до тие работи. Што да кажам, албумот има 10 песни, за кои 10 песни снимивме 10 спота. Значи, според мене, ја досега колку што памтам, досега тој го нема никој направено. Значи, барем во Македонија никој нема снимено од цел албум толку спотови да биде снимени. Значи, ова е лично за мене големо искуство. Зошто дојде Градско дете? Зошто името Градско дете? Името Градско дете. Па песната што насловната песна на албумот се вика Градско дете. Значи се работи за еден градски фрајер познат во градо кој сака да биде главен и нормално да биде популарен меѓу младите во градот. Воедно и градски, значи од градот. Фигурирани сте некаде далечната 96-97 година, една од најстарите блуз групи во Македонија кој што се уште функционира. Зошто баш блуз? Па вака се, ние шетавме, конкретно јас шетав многу со правците. Значи имав своевремено панк група. Се ви каже? Слугирам парламент. Значи со тоа почнав. Случајно испадна да се најдам со Бане. И се најдовме. Значи се најдовме еден со друг во музиката, во блузот. Ја блуз не дека немав слушано, али малце кога навлегов повеќе во сето тоа, видов дека тоа е тоа. И негде 96-97 година се оформи бендот, не беше како Crossroad Blues Band, имаше други имена. Како Crossroad Blues Band мислам дека официјално беше од 98 година. Колку блузот како музика е популарен кај нас? Па е популарен, не многу, како да речем, влегува на мала врата, само јас се уште сум скептичен. Значи се уште сум скептичен, познавајќи ги приликите, веќе постоиме 20 цели години, ги прекршивме 20 години. Во март правевме 20 години. Познавајќи ги приликите и тоа што се слуша овде, мислам дека нема да успее тој блуз во Македонија, мада има доста многу поддржувачи и слушачи на блуз. Младите слуша сосема друго, има и од нив дел што слушаат блуз, али блуз успева само горе. Блузот е на еден начин исповед на душата, приказна на секојдневието. Што е на што состои во вашите песни? Блузот е, значи она обична реченица што вика кога добриот човек е тажен, тогаш е блуз. Ама не е само тоа. Значи не е само кога е тажен и кога е радосен, значи се опишуваат чувствата на обичниот човек, на обичниот смртник. Тие се сите теми, нашата музика конкретно, значи еве новиот албум сите песни се тематика од социјалниот живот. Значи тука нема лага. Се е вистина во сите песни. Значи буквално песните се автобиографски. Корените на блузот се претпоставува дека потекнуваат некаде од Јужна Америка. Таму ги имаме Луизијана, памукоберачите, тука се тутуноберачите, робството, маката, има некаква линија помеѓу тоа? Има паралела. Маката на обичниот човек. Маката на обичниот човек е опеана во разни песни. Сега зависи стилски, тоа више да не правиме муавет стило, али поготово во блузо. Значи блузо е тоа. Се опишува маката и радоста на обичниот човек. Освен во Македонија, колку е популарен на Балканот, во соседните држави? На Балканот е премногу популарна. Значи е премногу популарна, си знаеме самите ние, бидејќи не знам која поред година правиме турнеи горе низ цел Балкан, што е и примени сме страшно ненормално. Кога сме кај турнеите, вашата турнеја започнува некаде на 10 август, како што видов на вашиот вебсайт. Кои градови ќе ги посетите и колку време ќе трае? Вака сега, турнејата е 21 ден. Значи турнејата е 21 ден, во кој имаме 21 свирка. Значи 21 концерт. Почнува од, да ги набрам сите? Може. Значи почнува од Врање, Ниш,
Београд, Нови Сад, Кикинда, од тука одиме Жупање, од Жупање одиме во Опатија, Опатија ќе бидат 2 свирки. Од Опатија заминуваме на Крк. Тука беше ударната игла за да почне турнејата, бидејќи сме поканети да свириме на International Guitar Blues Festival на Башка, на Крк. На Крк имаме 3 свирки, значи 3 концерти, Башка од овој, што е фестивалската вечер. После заминуваме на Примоштен, од Примоштен на Скрадин, од Скрадин Дубровник имаме исто, на Скрадин 2 свирки, Дубровник 2 свирки, каде имаме Jam Session заедно со една популарна хрватска група Harpoon Blues Band. Од тука заминуваме на Пелешац, полуострова Пелешац, Муртер го кажав, се чини, на Пелешац, на Пелешац свириме на Оребич, Вигањ, Трпањ и од тука удираме на Blues Brothers бар во Никшич. Тука ние како дома, значи тој кафич не домашен. Една долга турнеја, дали црпите искуство од сите овие свирки? Лани имавме 13 дена, 13 свирки и успеевме да се скапиме 2 пати. Сега имаме 21 свирка, 21 ден, не знам дали ќе се скапиме. Интересно е тоа што сите членови на Crossroad Blues Band, музиката им е како хоби, како втора професија. Сите не се занимавате професионално со музика. Како се најдовте во музиката, а и со други професии? Види сега, тоа е малце дискутабилно прашање. Значи, да, сите си имаат своји професии. Нормално, секој си работи некоја своја работа. Али, ако зборувам ја за мене, значи сега лично ја за мене. Ја лично живеам за Crossroad Blues Band и за музиката на Crossroad Blues Band. Значи, комплетно сум вложен за бендо и се што можам би направил за бендо и се уште правам за бендо. Работата си е работа, тоа е сосема друга работа. Колку кај нас може професионално се живее од музика? Да не се работи друга работа? Некои живеат. Некои живеат и доста добро живеат. Прават 4 концерти во годината, во Македонија зборувам, земаат по 20-30 илјади евра и се живее цела година. Кој е рецептот за тоа? Кој е рецептот за тоа? Не можам да ти кажам, бидејќи би увредил многу мине. Значи не сакате да го практикувате? Па, шум досега не сме го практикувале, веројатно нема да го практикуваме. Ја имате честа да го отворите во годинешниот пиво фестивал, една од најспектакуларните манифестации во Македонија. Да, имаме таа чест. Многу сме благодарни на градската управа на град Прилеп, бидејќи стално мислат на нас. И еве, значи користам прилика да му се заблагодарам за поканата за учество на пивофестот, подошно и да го отвориме тој пивофест. Што за вас представува пиво фестивалот еве како прилепчанец за градот? Тоа е одлична работа. Тоа е одлично нешто за градот што одамна му требаше да се случи и едноставно да се, не само да се промовира пивото, не само да се промовира прилепската скара која е далеку позната на Балканов. Моje лично искуство, значи ние одиме надвор и шетаме и кажуваме за тој Прилеп, каде ние живееме, каде скарата во Прилеп е најубава во Македонија. Самиот Прилеп да се рекламира, бидејќи сега како што изгледа Прилеп, никогаш не изгледал. Значи сега Прилеп изгледа точно како што треба да изгледа, преубав. Значи се го сакам градот. И благодарам на разговорот. Како што можеме да слушнеме, освен добрата забава, ладното пиво и скарата, Прилеп ја има една од најдобрите блуз групи во Македонија, тоа е Crossroad Blues Band. Сите оние фанови на оваа група и сите оние кои што ги немаат слушнато песните, можат да ги слушнат, да го слушнат албумот Градско дете на нивниот YouTube канал и на нивната интернет страница crbb.com.mk.